zdravo na siti i dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Nov den, novo video. Kako što gledate po naslovu, v današnjem video odlučiv da, pa ne znam da li ova je reakcija, međutim, ke gledame vaka zajedno fotografije od javne ličnosti na koje što istite se operirani ili photoshopirani. Pred i poto, ne znam kako točno ke se vika ova video, međutim, naletav na nekoliko Instagram profili koji je elaborirat ova problematika i stalno objavuvat kompilacija na fotografije od javne ličnosti pred sušnost da bidat javni ličnosti ili fotografije od početok od nanivnata karijera. Така što ja deneska vo današnjото video odlučiv da reagiram na takvite fotografije i da ki prokomentiram. Videото само по себе нема критичка конотација, така што на самиот почеток сакам да се оградам и да кажам дека немам намера да плукам по јавните личности кои ќе се најдат во денешното мое видео. Меѓутоа искрено ќе ги прокоментирам сите оние фотографии кои следуваат. Преди официјално да започнам, не заборавајте да оставите лайк и доколку се уште не сте, да се претплатите на мојот YouTube канал со клик на subscribe. Прва на листа ја имаме Северина и овде разликата е евидентна. Станува збор за фотографија без Photoshop и фотографија со Photoshop. Ке го користам терминот Photoshop, иако предпоставам дека не сите фотографии се уредувани токму во Photoshop, како програм за уредување на фотографии. Меѓутоа, очигледно е дека фотографијата е уредувана. Сега проблемот со првата фотографија е тоа што самата фацијална експресија е некако тажна, фотографијата е сликана со блиц и тоа не ја неутрализира убавината на Северина. Северина според мене е една од најубавите жени на Балканот, така што мене и на првата и на втората фотографија ми е убава, со тоа што втората фотографија, ајде да речеме, поубава некако за око, од причина што е правено онака наменски. Следна на листа имаме Николија. Овде веќе забележуваме и неколку естетски корекции, меѓутоа слободно можам да кажам на подобро. Николија е денеска една од најатрактивните млади артисти на балканската музичка сцена, така што разликата е евидентна, меѓутоа се движи на подобро. Океј, следна ја имаме Јелена Карлеуша. Станува збор за фотографија без Photoshop и фотографија со Photoshop. Многу често јавно се дискутира за тоа дали Карлеуша ги фотошопира фотографиите и тоа е евидентно. Меѓутоа, ова жена е бомба па бомба. Да не се разбереме погрешно, многу често оние кои знаат дека учествувам во Звездите на Грант и знаат дека токму Карлеуша е мојот ментор, знаат да ме прашат каква е таа во живо, дали е стварно толку сходна, дали ги фотошопира фотографиите, дали е висока, дали е дебела, дали е ваква, дали е таква. Да, и Карлеуша, како и сите останати јавни личности, ги уредува фотографиите, но женава е бомба уживо. Сум бил на неколку неизини настапи, еве сега веќе имам прилика да соработувам со неа. Сум ја видел и без шминка, и у тренерки, и со капа на глава, и со мрсна коса, така што женава е бомба. И тоа што таа ги фотошопира фотографиите, не го занемарува фактот дека станува збор за мега риба, мега звезда. Следна на листа ја имаме Маја Беровиќ. Океј, овде забележуваме повеќе естетски корекции, меѓутоа пак ќе кажам на подобро. Мене Маја Беровиќ ми изгледа сосема коректно, така што кул. Следна на листа ја имаме Гога Секулиќ. Овде веќе не знам што да кажам, затоа што буквално не личи на себе, меѓутоа и ова промена е некако на подобро. И драго ми е што сите јавни личности имале некако успешна трансформација, за разлика од овие квази старлети кои денеска јавно се експонираат. Овие луѓе кои сепак имаат некаква кариера и се малку посериозни, имале трансформација на подобро. Овде дефинитивно мора да се сложиме дека Гога Секулиќ сега изгледа многу подобро од предпоставам 20 или 30 години. Не знам од кога е првата фотографија, предпоставам од почетокот на нејзината музичка кариера. Океј, следна на листа имаме Теодора Джехверовиќ и овде реално не постои некоја голема евидентна разлика со тоа што на првата фотографија Теодора е аматер, уплашена е затоа што овде, ако не се лажам, на Звездите на Грант прв круг и апсолутно ми е позната нејзината фацијална експресија. Меѓутоа, Теодора за многу краток временски период се трансформираше во една вистинска прелепота и верувам дека Теодора за година, 2-3 ќе биде онака мега звездетина, што искрено и го посакувам. Овде веќе постои голема разлика, исто така на подобро, што ми е драго, меѓутоа, буквално као да гледам две различни девојки.
снимки, единствено слично на Ивана од Hurricane, како сакате, се очите. Единствено по очите би можел да кажам дека станува збор за иста девојка. Меѓутоа, Ивана денес е итекако атрактивна, така што уште една трансформација на подобро. Следната трансформација е веќе фасцинантна, станува збор за Сенида. Ја на првата фотографија првично помислив дека е Селин Дион, искрено, затоа што Селин Дион моментално изгледа така као што изгледала Сенида пред неколку години, односно пред ние да слушнеме за неја, предпоставувам. Разликата овде е евидентна. Се не знам дали е до фотографијата и начинот на кој што таа се смее, а немала напумпани усни, не знам. Се гледа дека испотена, дека косата е залепена за лицето, дека нема усни. Ајде да речеме дека во тоа е проблем. Следна на листа имаме Едита. Кога Едита упрашање не постои екстремна трансформација, она што евидентно е сепак на подобро, според мене. Кој има од странето младежот, како тоа се вика на македонски, ние у Куманово си го викаме младешка. Бемката, некоја вика Бемка, вајда, не знам. И малку ги има поднаполнето усните, предпоставувам, меѓутоа Едита моментално е нека прелепотица, така што не би да навлегувам во низината трансформација, затоа што е на подобро у секој случај. Следен на листа го имаме Саша Ковачевиќ и јас стварно не знам што се случува со Саша Ковачевиќ, затоа што неговата фотографија на која што изгледа како бумбари да го касале, беше атракција на сите социјални мрежи. Предпоставувам дека имал намера нешто да коригира. Се надевам дека тоа нешто веќе спласнало, не знам како се вика, затоа што Саша Ковачевиќ важеше за еден од најубавите мажи на естрадата, ако можам така да кажам. Вака отечен изгледа застрашувачки. Мене ова трансформација ми е на полош. Предпоставам дека се согласувате со мене. Следна на листа имаме Анастасија Ражнатови. Овде веќе забележуваме дека станува збор за повеќе естетски корекции. Меѓутоа, и во овој случај тоа е трансформација на подобро. Анастасија се изгледа баш онака атрактивно, убаво, умерено, така што лайк за трансформацијата на Анастасија. Следна на листа имаме Дара Бубамара. Овде станува збор за Photoshop трансформација, што е до некаде разбирливо, веќе у неколку наврати напоменав дека сите јавни личности ги уредуваат нивните фотографии. Некој повеќе, некој помалку. Да бидеме реални, сите ние, кога сме малку испотени, кога ќе се сликаме со блиц, изгледаме ко Дара Бубамара на првата фотографија. Океј ми е, не знам. Следна на листа имаме Емина Јаховиќ. Емина моментално важи за една од поубавите жени на Балканот. Овде разликата е исто така евидентна, меѓутоа трансформацијата е у секој случај на многу подобро, така што јас немам ништо против тие естетски корекции, доколку истите се вака успешни. Во овој случај апсолутно успешно. Браво за Емина. Следна на листа имаме Светлана Цеца Ражнатовиќ. Овде разликата е исто така евидентна, трансформацијата е исто така на подобро, со тоа што неблагодарно е да се споредуваат овие две фотографии, затоа што лич ништо да нема коригирано на себе. Разликата од првата до втората фотографија во години е екстремна, просто постои здрава разлика од 25 години, скрос онака неблагодарно да се споредуваат фотографии. И другари, овде некаде ќе го завршам денешното видео, кој што искрено се надевам дека ви се допадна. Не заборавајте долу коментари да ми пишувате како ви се чинат овие трансформации. Заедно со мене некако коментирајте ги. Се надевам дека со поголемиот дел од моите коментари се согласувате. Доколку не се согласувате, исто така напишете ми го тоа долу во коментари. Не заборавајте да се претплатите на мојот YouTube канал доколку се уште не сте претплатени. Не би сакал да должам со одјавата, затоа што се гледаме веќе утре на исто место во исто време. Чао!